завршена и неправилно, непрописно. Електрифира на секој месец и го менуваат поради Значи, еднаш месечно и железници мора да трошат. Би сакал да го повторам оно што пред неколку дена го кажав. Одлична е реализацијата на капиталните инвестиции во Министерството за транспорт и врски. Тоа со завршувањето со текот на утрешниот ден, со завршувањето на 6-ти месец, буквално ќе биде потврдено, бидејќи завршува практично вториот квартал. Тоа го потенцирав се однесува во делот на гасификацијата, каде што викем до октомври-ноември комплетно очекувам да се заокружи делот на реализација на финансиските средства од 1 милијарда и 500 милиони денари. Со социјалните станови реализацијата од 100% викем завршена, во делот на префрлањето на средства до ПУИК, така да во делот на водоводите и канализациите исто така имаме 28 проекти кои што сериозно се реализираат во терен. Тоа историски е најмногу, бидејќи во последните 6 години тоа се нема нити приближно случувано. Исто така морам да потенцирам дека и во делот на железницата и таму имаме напредок сериозен, поготово во делот на пругата Куманово-Белјаковци, така да имаме практично зголемување комплетно на капиталните инвестиции. И сега тука би го додал на, а тоа е што јавното претпријатие за државни патишта не е буџетски корисник и дополнително го додаваме тоа како реализација на капиталните инвестиции во делот на ресорот транспорт и врски и потврдувам дека навистина имаме одлични резултати. Она што го најавував дека вториот квартал ќе биде силен, е исклучително силен, а знаете дека третиот и четвртиот квартал вообичаено е најсилен во Министерството, така да стојам на тоа тврдење, ги отврлам сите оние лажни вести кои што се разбира, категорично ги отврлам тие лажни вести кои што дека се слаба реализацијата, напротив, реализацијата, тврдам, и тоа бројките ќе го докажат, понеделник натаму е одлична. Сакам уште еднаш да потенцирам дека денес сме тука со директорот на јавното претпријатие за државни патишта на увид во реконструкција на овие два моста, како што бевме информирани од изведувачите и од надзорот, оди работата со добра динамика, така да согласно очекувањата, мислам дека роковите се март и април наредната година, треба да бидат комплетно завршени, на тој начин се разбира, граѓаните видат од овој регион видат бенефит од овие проекти. Велат цело е кога има се, а пат без мост не може да биде комплетен. Овие мостови позади мене и другиот што е на Вардар, 45 години не се чепнати. Овој мост позади мене, што е за железница, непрописно, неправилно после електрификацијата е со неправилна висина. Сега се коригира тоа после 30 и кусур години, да мостот се подигне на 6,5 метра, за да не железници секој месец го менува електричното јаже и да се прават додатни трошкови и опасности и загрозување на сообраќајот. Зошто во минатото тоа не било регулирано, други нека одговорат на тоа. Ова позади мене ќе биде завршено во најбрз можен рок, ќе биде безбедно и за железници и за учесниците во сообраќајот. Мостот што го гледате на река Вардар, исто така со децении не чепнат, веќе со критична фаза за обавезна реконструкција, и таа реконструкција што ја гледате на тој мост буквално е изградба на нов мост 165 метри од долното поле до горното поле, и што е најбитно, до сега бил 5 метри, сега без пеше, без тротуари, без ништо. Сега истиот ќе биде со 6,60 ширина, значи освен што ќе биде реконструиран комплетно од носачи до асфалтниот дел, ќе има плюс и тротуарски дел, која зашто можат учесни и самите пешаци од населените места да се движат безбедно, со нови огради, со сите потребни работи што треба да ги има еден современ мост. Ова година, после многу години, се градат 4 нови моста, се реконструираат 12 моста. Нешто зошто било запоставено, не знам, но заедно со рехабилитацијата која што е многу активна во овој момент, преку 400 километри регионални, магистрални автопатишта се рехабилитираат во нашата држава, буквално не постои општина каде што не се работи и не се рехабилитира некој пат. Заедно со мостовите, заедно со слечиштата, може ме радува што само од другата страна, кај Конче, слечиште што стоеше 6-7 години, веќе вчера е завршено, решен е горчи проблем на граѓаните, значи од сите сегменти сообраќајниот дел се решава, патниот, сечиштата, мостовите, за да може да биде во корист на граѓаните, безбедно, да не се само сечат панделки и со краткорочни решенија, туку ние даваме долгорочни решенија да може да се користат со децении така како што треба.